Реков денеска сакам да посветиме внимание и да размислуваме за молитвата. Библијата е полна со молитви и одговори на тие молитви. Но денеска би сакала да погледнеме една молитва, една од најмокните молитви во историјата. Дали предпоставувате за која молитва и одговор на таа молитва станува збор? Една од најмокните и најсилно одговорени молитви. Еве ќе ви кажам кај се наоѓа таа. Таа се наоѓа во прва книга на Царевите, 18 глава. Сега поблиску? И тоа многу моќен одговор на таа молитва. Станува збор за молитвата на Илија. И еве најнапред би сакала да прочитаме во 18 глава од 30 стих понатаму. Илија зеде 12 камења според бројот на племињата на синовите на Јакова, кому Бог му рече: Твоето име ќе биде Израел. И му изгради на тие камења жртвеник на Господовото име и ископа ров околу жртвеникот, широк, за да можат да се посеат 2 мери пшеница. Сложи дрва, го расече јунецот и го стави врз дрвата. Тогаш рече: Наполнете со вода 4 врчви и излејте ги врз паленицата и на дрвата. Направија така и заповеда: Повторете го тоа. И тие повторија. Тогаш рече: Направете го тоа по 3 пат. Тие така и направија. Водата течеше околу жртвеникот и ровот се наполни со вода. Кога беше време да се принесе жртвата, вечерната жртва, пророкот Илија пристапи и рече: Еве таа силна молитва. Господи Боже Аврамов, Исаков и Израелов, објави денес дека Ти си Бог во Израел, дека јас сум Твој слуга и дека по Твоја заповед го направив се ова. Има ли нешто спектакуларно во оваа молитва? На изглед ништо. Продолжува понатаму: Послушајме, Господе, послушајме, за да знае сиот овој народ дека Ти, Господе, си Бог и дека Ти ќе ги обратиш нивните срца. И Господов, еве го одговорот, и Господов оган падна и ги голтна паленицата и дрвата, камењата и правот, дури и водата во ровот ја исуши. Сиот народ се исплаши, луѓето патнаа ничком и рекоа: Господ е Бог, Господ е Бог. Каков одговор, каква молитва. Тоа не е некоја долга или накитена молитва. Слушнавме од колку реченици се состоеше. Но Бог ја слушнал молитвата и на Илија испратил оган од небото, што бил многу редок и многу видлив одговор на молитва. Но тоа не било крај на моќниот одговор на молитвата. Во 42 стих Илија повторно се искачува на врвот горе на Кармил и повторно се моли. Овој пат се свиткува со своето лице до земјата и тивко го моли Бога. Нечујно го моли да падне дожд, бидејќи Израил поминува низ 3-годишен сушен период. Пред 3 години, додека Илија тоа го прочита во Цареви и пророци, додека поминувал, кога Бог му јавил дека да му објави на Ахава дека ќе настапи суша, се било зелено, се било со поточиња, прекрасен крај, како рај на земјата. Сега, кога Илија после 3 години поминува, се е пустош. Нема зеленило, нема вода, нема поточиња. И сега Илија се моли за дожд на земјата. Колку пати се молел Илија? 7 пати пред да може да го види првиот знак на небото.
Тоа може би е само мал облак со големина на човечка дланка, која се издига над морето, но е доволно за Илија да знае дека молитвата му ја слишина. За само неколку минути изгледало како небото да се отворило и пороен дожд се излеал на земјата. Илија знаел да се моли, знаел да бара, знаел да биде упорен, меѓутоа многу што е важно, тој знаел и да чека. Може би вие сте имале моменти во животот во кои сте можеле да се поистоветите со Илија. Моменти кога сте се молеле за нешто и за некого и сте гледале како Бог одговара на тие молитви. На еден моќен и прекрасен начин. Но, секогаш постои тоа но. Но може би не можете да се сетите на некои големи одговори на молитва. Може би на личноста за која сте се молеле не е било подобро и покрај молитвите. Може би не сте добиле работа. Може би се уште немате деца. Може би не можеме сите да се поистоветиме со Илија, големиот војник на молитвата, но сметам дека во одредени моменти од животот точно со Илија можеме да се поистоветиме. Кога можеме да се поистоветиме со Илија? По оној прекрасен настан што се случил на Кармил, можеме да се поистоветиме со Илија. Предпоставувате за што станува збор? Илија, по искуството на гората Кармил, дали бил сега освежен или исцрпен? Што се случува? Знаеме да не одиме, ќе би било многу долго после тоа искуство на Кармил, што се случува со пророците на Ваал. После тоа Илија е многу исцрпен и емотивно и физички. Тој веќе паднал во длабок сон, кога го пронашол гласникот на Језавелја. И тоа грубо будење, заедно со заканата на царот за смрт по Илија, било како прекинувач на струја, што го однело Илија во длабока депресија. Не си имали случајно и нас тоа? И што се случува кога човек ќе падне во депресија? Понекогаш депресијата напаѓа веднаш, а некогаш напаѓа веднаш по некој посебно исцрпувачки, емотивен и физички напор. Понекогаш дури и ние не забележуваме дека со недели, месеци, па дури и со години доживуваме духовна суша и дека нас полека и тивко не обзема депресија. Таа е малце поопасна. Полека навлекуваме. И ја препознаваме тогаш кога посилно ќе го затегне својот стисок. Ајде да видиме како постапил големиот Божји човек Илија. Од првата книга во Царевите, 19 глава, дознаваме дека почнал што да прави. Што прави сега Илија? Бега. Првиот чекор што го пресема, додека депресијата полека пресемаме, додека депресијата не обзема, секогаш неизбежно бегање. Некогаш тоа Маја може да ни го каже, може да биде тоа бегање до фришитерот. Депресивни сме и без контрола јадеме. И бараме утеха во храната. Некогаш тоа е спиење. Тоа може и да ни помогне, меѓутоа ако човек постојано тоа го прави, тоа не е во ред и тоа е еден од лошите знаци. За да ја преиспитаме својата емотивна обновиме својата исцрпеност. Некогаш тоа е барање на нов однос, работа или место, со цел да побегнеме од познатото или од секојдневието. А понекогаш тоа
е закопување во уште повеќе работа, со уште повеќе рокови и состаноци, за да се побегне од нешто неименувано и нешто што ни ја одзема надежта и радоста. Ни се случува ли тоа? Не сме расположени, депресивни сме и навлекуваме се повеќе и повеќе во работа. Тоа може во одредена мера да помогне, меѓутоа може и да не оддалечи. И така, да се вратиме на Илија. Илија бега. Знаете ли колку бегав? Колку време или колку километри му истрчал? Има ли некоја информација? Бега до Вирсавија, Веја. А тоа од Кармил било оддалечено околу 150 километри. Пешки во брзање бега. Зошто бега? Да си го спаси животот. Меѓутоа не му е тоа крајната дестинација. Тука го остава својот слуга и продолжува уште еден ден одење низ пустињата. И конечно, како и сите ние, Илија доаѓа на местото од кое не може веќе понатаму. Исцрпен е максимално и застанува тука. Се струполува под една смрека. Чувството на вина го навјасува со сета своја сила. Сваќа дека неговиот недостиг на доверба во Бога му ја оневозможил најголемата можна прилика за обнова на Израел. Тој увидува дека ги разочарал оние на кои им е потребен, но сега не може да стори веќе. И сега тоа е премногу и за Илија и тој вели. Што кажува сега Илија? Повторно се обраќа на Бога. Меѓутоа сега во една друга состојба. Додека на Кармил беше една состојба прекрасна, сега е нешто сосема различно. Нешто многу депресивно, многу разочарувачки. Што кажува? Доста ми од се, Господе. Не можам понатам. А потоа овој голем војник на молитвата повторно се моли. Но сега неговата молитва е поинаква. Самиот отиде ден одење во пустињата, седна таму под смреката, посака да умре. И рече: веќе ми е доста од се, Господе, земи ја мојата душа, зашто не сум подобар од своите татковци. Илија, големиот војник на молитвата, се моли да умре. Толку е очаен поради својата постапка и сака да се откаже од животот. Дали можеме да се препознаеме во очајната молитва на Илија? Бидете искрени кон себе. Сте дошли ли во таква ситуација кога сте кажале: доста ми е, Господе. Доста ми е, не можам повеќе. Дали ви дошло некогаш да дигнете раце од се, во духовна, па дури и во физичка смисла? Да кажете: не можам понатаму, земи ми ја душата. Или ослободи ме. Дали ви се чини дека толку сте промашиле или зафркнале и сте помислиле дека повеќе нема смисла да се обидувате? Дали некогаш сте се чувствувале толку уморни, толку заробени и без надеж и не сте сакале да продолжите понатаму? Може помладите и не толку, меѓутоа ние постарите секако сме имале такви случаи. Што понатаму? Ако сте се нашле во таква ситуација, не сте единствени. Илија бил така и многумина од нас сме поминале така. Многу духовни чинови, дури и најголемите војници на молитвата се чувствувале така. Но постои ли добра вест? Има ли надеж за луѓето кои така се чувствуваат? Или се чувствувале? Бог знаел што му е потребно на Илија. И Бог знае
што ни е потребно нас денеска, мене и тебе, кога се наоѓаме во таква ситуација. Дали веруваме во тоа? Дали Бог не разбира? Не разбира ли Бог кога се наоѓаме во таква ситуација? Повеќе него ништо разбираме. Го разбрал ли Бог Илија? Како и да се чувствувал пророкот, Бог не го отфрлил. Бог никого не осудува. Тој на Илија му испраќа ангел како свој пратеник, за да му го покаже своето сочувство. Во 7 стих Божиот гласник нежно му вели: пред тебе е далечен пат. Бог не го осудува својот пророк, а не осудува и нас денеска кога ќе се најдеме во таква состојба. Тој многу подобро од нас го разбира она што не мачи. Тој го разбира и она што не довело во таква состојба. Треба да сме благодарни на Бога, браќа и сестри. Како што кажа братот, таму каде што и ние не се разбираме доволно, Бог повеќе од тоа не разбира. Бог ни е најблиску кога сме најобесхрабрени. Така кажува една мисла. Кога си најобесхрабрен, кога си отиден најдалеку, Бог ти е најблиску. Да го слушнеме овој прекрасен цитат од Патот кон Христа. Сестра Гордана, мислам, го прочита, меѓутоа да го повториме. Може би во тој миг нема да имаме никаков сигурен доказ дека лицето на нашиот откупител се надвива над нас со многу сочувство и љубов, но сепак е така. Може би нема да го почувствуваме неговиот видлив добир, но неговата рака е над нас со многу љубов и со нежно сочувство. Бог прави многу повеќе од тоа да покажува само сочувство. Тој ни обезбедува вистинска краткорочна помош. Во случајот на Илија, небесниот пратеник подготвил што? Илија е исцрпен и емотивно, и физички, и лежи под смреката и сака да умре. Дали Бог го оставил? Бог му праќа ангел и што му носи? Што му донел за јадење? Лед печен на камен и врчва со вода. Бог и на мене и на тебе ќе ни обезбеди помош. Таа може да се огледа или да се покаже преку кој? Преку пријателот, советник, некој член од семејството, некој чии зборови и постапки ќе покажат дека Бог се грижи за нас. Некој кој ќе не утеши, Бог ќе испрати некого и ќе најде начин како да допре до нас. Бог исто така ни овозможува и одмор. Тој знаел дека трчањето го преморило Илија. Бог знаел дека повеќе од физичкиот умор, пророкот го чувствува емотивниот умор и носел огромен товар на вина. Затоа Бог го испришал минатото, свртел нов лист и му овозможил одмор. Илија конечно можел да заспие и да се освежи со тој сон. Кога навистина ќе го прифатиме Божјото простување и кога повеќе не мораме на грб да влечеме претешок товар на вина, бидејќи Бог го опростил, ние почнуваме да се одмараме. Дали го запамтивме тоа? Кога Бог ќе не растерети од нашиот терет на вина, тек тогаш почнува нашиот одмор. Се додека вината ја носиме на нашиот грб, ние ќе бидеме уморни. Меѓутоа, за да се освежиме, за да оздравиме, потребно е време. Дури и храната која е донел ангелот, Илија не го вратила веднаш во нормала. И стан, храна стануваш и одиш. Бог
не заборава дека сме прав, кажува во Псалам 103:14. Бог знае дека сме земја. Бог знае дека ќе бидеме уморни, исцрпени физички и емотивно и дека ќе носиме вина. Тој не го заборава оздравувањето. Бог му дал време на Илија за оздравување. За оздравување е потребно време, кај некого повеќе, кај некого помалку. Потребни се и оние моменти на тишина. И ова да го запамтиме, кога ќе се најдеме во таква состојба. Потребно е време на тишина, време насамо со Бога. Потребно е време поминато со Неговата реч. Потребно е време на разговор или молитва со Бога. Дури и тогаш, кога не гледаме дека веднаш промените одат на подобро. Бог разбира дека животот во грешниот свет може да биде исполнет со многу неволји и дека ќе предизвика депресија. Тој ја разбира нашата желба да побегнеме од болката. Кога ќе се најдеме во неволја, нормално е да сакаме да бегаме. Но тој сака да го пренасочи нашето бегање. Наместо да трчаме кон самоуништување, тој сака да дотрчаме кај него. Место да бегаме, кога се наоѓаме така, каде да одиме? Кај Бога. И таму во Неговата присутност, тој сака да не научи да го слушаме Неговиот нежен шепот, Неговиот тивок и тенок глас, како шепот на лесно и благо тивко ветре. Тука ќе најдеме одмор, кај Бога. Но да се вратиме пак на Илија. Тој е се уште под смреката. Од 6 стих па понатаму читаме дека Илија ја јаде храната што му ја донел ангелот и повторно му се препушта на сонот. Не знаеме колку долго одмарал, колку долго спиел. А потоа ангелот го буди и му сервира уште еден оброк. Во таа прилика се случува нешто посебно. Што кажува Библијата во 7 и 8 стих? Но Господовиот ангел се јави и по втор пат го допре и рече: стани, јади, пред тебе е далечен пат. Го оставил ли Бог тука под смреката? Откако го подкрепил Бог, вика: има пред тебе сега обврска, имаш Илија. Пред тебе е далечен пат. Окрепи се, стани и оди, те чека далечен пат. Стана, јадеше и пиеше, закрепнат од таа храна, одеше колку дена сега назад. 40 дена и 40 ноги. Се до Божјата гора Хорив. Илија немал сила да се подигне и да тргне на пат, на кој ќе се сретне со Бога. Но кога дошол вистинскиот час, Бог бил тој кој му дал сила за оваа важна средба. Знаете, често пати за да се сретнеме со Бога потребно е да вложиме нешто. Нели можел Бог да му се јави тука под смреката? Му се јавил. Меѓутоа сега Илија ќе одиш на Хорив. Зошто на Хорив? Значајна ли е таа гора? Значајна е. Таму ќе одиш и таму ќе се сретнеш со Бога. Кога Илија стигна до местото за состанок кое Бог го одредил, се уште морал трпеливо да чека и одново да учи што е целта на молитвата. Бог не се открива секогаш преку големи настани. Тој не обезбедува секогаш спектакуларни одговори на молитвите. Нема секогаш да има светкање на молни и оган од небото. Додека Илија чекал на излезот од што се случило? Ете, Господ туку што поминуваше. Пред Господа беше силен виор, толку силен што ги дробеше брдата и ги грчеше ридовите. Но Господ не беше во виорот. По бурниот виор беше земјотрес. Дали Господ бил во земјотресот?
Ама Господ не беше во земјотресот. А по земјотресот беше оган, ама Бог не беше во огнот. По огнот што доаѓа? Шепот на лесно и благо тивко ветре. Ние во овој свет сме секојдневно во бура. Нас ни е потребно тивко, мирно место на Божјето присуство. Тивок, благ ветер. Токму ова мора да го научат сите упорни молители, да го слушат тој тивок и нежен тенок глас. Кога молиме, треба да разликуваме. Тивкиот и нежниот глас е Божиот глас. Се друго во овој свет е многу нападно. Додека Илија лежел под смреката и сакал да умре, сметал дека неговите најдобри денови веќе поминале. Меѓутоа, дали било тоа така? Кога ние ќе се најдеме под смреката, кога ќе се најдеме во некоја депресивна состојба, мислиме се е завршено. Меѓутоа, дали е тоа така? Ја знаеме ли иднината и што не очекува? Кога Илија би го завршил животот под таа смрека, дали би следело тоа што Бог го подготвил за него? Да видиме уште малце. Но Бог на сето тоа, додека тој лежел под смреката, гледал поинаку. Тој знаел дека најдобрите денови за Илија допрва доаѓаат. Илија допрва требало да им помага на царевите и да избере друг пророк за свој наследник. Бог знаел за Елисеј, неговиот наследник, кој ќе се сближи со Илија како да му е син. Бог знаел дека Илија со вера повторно ќе може да предизвика оган од небото, бидејќи Илија нема да умре со смрт. Каде ќе биде Илија на огнена кола однесен? На небото. Дали можел тоа Илија во таа состојба под смреката да го види? Браќа и сестри, кога ќе се најдеме во таква состојба, Бог има подобра иднина за нас. Бог ни нуди нешто и спрема нешто за кое ние не можеме да видиме и не можеме да го почувствуваме во моментот. Меѓутоа, во време кога душата е најслаба, сатаната напаѓа со најжестоки искушенија и ова е многу страшно. Кога се наоѓаме во таква состојба, сатаната е толку слобен и толку мудар од друга страна, знае кога може да не скрши. Така постапил и со Божиот син. Кога го нападнал Исуса? Кога бил исцрпен, кога бил и физички и психички слаб. Меѓутоа, не успеал во тоа. Така било и со Илија. Така и денес. Кога сме обкружени со сомнеши, збунети од околностите што ни измачуваат, од сиромаштијата или од неволите, сатаната настојува да ја подкопа нашата надеж во Господа. Токму тогаш ни укажува на нашите грешки, не наведува да ја изгубиме довербата во Бога и да се посомневаме во неговата љубов. Тој се надева дека така ќе внесе обесхрабрување во нашата душа и ќе уништи нашата врска со Бога. Очајанието може да ја поколеба и најтврдата вера, да ја ослаби и најсилната волја. Меѓутоа Бог има разбирање за нашите слабости и секогаш е полн со љубов и милост кон нас. Тој ги чита побудите и намерите на нашето срце. Водачите во Божјето дело треба да научат трпеливо да чекаат, не губејќи ја до вербата ни тогаш кога се изгледа мрачно. Бог нема да ги остави во часот на нивните неволи. Ништо не е навидум, безпомошно и едновремено толку непобедиво како душата која е свесна за своите слабости и која целосно се препушта на Бога. Пророци и цареви. Ова мисла ќе ја прочитам. Ништо не е навидум, толку безпомошно, а едновремено толку непобедиво како душата која е свесна за своите слабости и која целосно се потпира на Бога.
Кога ги знаеш своите слабости, кога ја знаеш својата состојба во која се наоѓаш и кога ќе се потпреш на Бога, ти си непобедив. Веруваме ли во тоа? Веруваме ли дека кога ќе се потпреме на Бога не постојат непобедиви работи? Каде се наоѓаме ние денес? Каде се наоѓаш ти? Каде се наоѓам јас? Ако сте Илија на гората Кармил, кој повикува окан да падне од небото, му благодариме на Бога, ако се осеќате силни денеска. И ако ја ги гледате одговорите на вашите молитви. Но, ве молам, немојте да заборавите дека тоа искуство од гората нема да трае за секогаш. Затоа не губете го од вид Божиот тивок и тенок глас. Ако сте Илија кој бега, или го прави она што нема да го реши главниот проблем, или ако сте Илија кој лежи под смреката и смете дека се упропастил, постои надеж и за нас, без разлика каде се наоѓаме. Бог се гледа поинаку од тоа што го гледаме ние. Бог сака да ве ослободи, Бог сака да не ослободи од вината. Тој сака да работи преку другите луѓе, за да ви пруши потребна помош. И тој нема да заборави да ви даде сила, за да се сретнете повторно со Него. Нашите и вашите, моите и вашите денови најдобри тек настапуваат. Ако го слушнеме неговиот тивок и нежен глас, и ако сме подготвени да го слушаме тоа, Бог разбира и подготвен е денеска да не благослови. Бог има за нас светла иднина, браќа и сестри. Што предстои пред нас? Има ли поголема надеж од таа која ние ја имаме? Која е нашата надеж? Се наоѓаме во состојба во која се наоѓаме. Меѓутоа, нашата надеж е Христовото доаѓање. Нашата надеж е небото. Нашата надеж е вечниот живот и спасението во Исус Христос. Имаме ли причина да лежиме под смреката? Како што ангелот му кажал, ајде стани, има пред тебе долг пат. Бог ни кажува, излези од состојбата во која се наоѓаш. Стани, имам работа за тебе. Имам работа за тебе. Царството Божие е пред нас. Имаме работа додека дојде тоа Божје царство. И немојте да стоиме во таа депресивна состојба. Да тргнеме напред, да го објавуваме Божјето Слово за царството и да имаме радост во тоа. Бог има работа за секој од нас. Бог за секој од нас има убава иднина и да ја прифатиме. Амин.